Футсалот во Македонија нема младенски категории, тој е застапен само во сениорска конкуренција, односно преку првата и втората футсал лига на Македонија. Председател на Овче поле од Свети Николе, Дејан Петровски, во гостувањето во трибина на М.Н. телевизија, вели дека футсалот во регионот значително се развива и се подига квалитетот, но не и во Македонија. Да ви кажем искрено, од тај дел сум скептик и мислам дека сите околни држави околу нас идат многу брзо напредок у дело на футсалот. Мислам дека Македонија стегне во тај дел. Од многу причини, пред се, мислам дека инфраструктура лошо е поставеност, а организацијски у клубовите исто недоволно поставеност, недоволно едукација на тренери, нема младински категории. Пред се треба тука се обрне внимание на тај дел каде што јас на неколку пати во Федерација на состаноци сум го предложил тоа да ние како тренери мора да бидеме едуцирани, да дојдат некои едукатори кои што ќе ни дадат некои насоки, а ние натека сами треба после да си колку може и знае да го применува. Мислам дека тоа е клучното и дека за долгорочно ако се гледа мора да се иде на младински категории. Интерес кај децата од мала возраст за футсал има, но немањето на младински футсал е проблем кој според Петровски ќе треба да се реши во иднина, но проблем во Свети Николе и салата која е максимално исполнета со термини. Искрено ви кажам, јас како предводник футсал клубот разговарам со многу од родителите кои што сакаат да ги донесат нивните деца да спортуваат кај нас во нашиот клуб да играат футсал. Меѓутоа, проблемот е најголем во термини за сала. Значи имаме една сала кај што е максимално исполнета со екипи кои што играат ракомет, кошарка, машки, женски ракомет и они имаат веќе и младински екипи. Така. Мислам дека е тоа еден од приоритетите на футсал екипата од Овче поле, да формираме младински екипа. Без разлика дали ќе почне да се напредува, меѓутоа со тек на време ќе мислам дека и од федерација ќе веќе сватат дека мора да се почне со тај дел, за да може да го развиваме футсал и да размислуваме за подолгорочно. Ние имаме разговарано како управа за тоа, веќе имаме млади дечки кои доаѓаат сами да поборуваат да играат и веќе од оваа сезона имаме 6-7 дечки кои се немаат ни 16 години, некои од нив сега напунија, некои не. И ме радува што сакат да играат футсал, да играат. Значи се надеваме дека ќе еден ден блиска иднина ќе биде и тоа дека ќе се оформи млада екипа која што се надевам дека ќе се направи лига. Овче поле размислува за формирање на младинска екипа, без разлика дали во иднина ќе има младински футсал. Интересот во Свети Николе за овој спорт е голем, а Петровски се надева дека федерацијата ќе размисли ќе овозможи формирање на младинска лига, а тоа значително ќе влијае врз подигање на квалитетот на футсалот.